Добар ден и од мене. Ова е почетокот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Мастите се исклучително важни за здравјето на бебето, поради што не се дозволени никакви рестрикции на масти во првите години од животот. Во пракса тоа би значило дека децата не смеат да пијат обезмастено млеко, ниту да конзумираат млечни производи со намалена масленост. Прито е многу важно да се запамети дека не се сите масти исти. Некои треба да се внесуваат редовно, а други пак треба да се избегнуваат. За бенефитите од маслиновото масло во детската возраст, денеска ќе зборуваме со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Една интересна тема, многу корисна за родителите пред сезонија кои што почнуваат со дохрана на нивните бебиња, бидејќи тука има најмногу дилеми, се надевам дека голем дел од нив ќе разрешиме. За почеток да појасниме зошто се важни мастите во исхраната на децата. Па ако се земе во предвид дека во првата година, посебно во првите 6 месеци, доенчињата, речиси 50% од енергетскиот внес треба да потекнува од масти и тоа е најактуелно до првата година, меѓутоа зголемениот внес треба да трае до третата година и потоа од третата година да се намали некаде на 30% од вкупниот енергетски внес. Се јавува и секогаш проблемот како да се внесат тие масноти, од проста причина што оние масти кои што навистина треба да ги форсираме во детската исхрана, односно во доенечката исхрана, се содржат во продукти кои што многу подоцна се воведуваат во детската исхрана. Например, како што се незаситените масни киселини, мононезаситените риба, јатки и така натаму. Потоа полинезаситените исто така во некои продукти кои што реално се внесуваат многу подоцна. И оној премин, имајќи во предвид дека до 6 месеци се што му е потребно доенчето внесува преку мајчиното млеко, постои еден, да речеме, условно непокриен простор кој што трае уште 6-7 месеци, каде што треба да дополниме адекватен внес, имајќи во предвид дека количината од мајчино млеко постепено се намалува на сметка на воведувањето на другата исхрана. Токму тука, всушност се наоѓа примената на маслиновото масло, која што според најновите сознанија веќе со првите зеленчукови кашички, значи после 6-тиот месец, може во мали количини да се додава во оброците и интересен е фактот дека доенчињата всушност немаат период на прилагодување спрема маслиновото масло, како што имаат спрема другите намирници кои што ги внесуваат. Сега ќе појасниме всушност и зошто е тоа така. Се почесто маслиновото масло се споредува со мајчиното млеко. Знаеме дека мајчиното млеко е најдобро по состав, единствено е приспособено, како што споменавте, на целокупните потреби на организмот. И во мајчиното млеко има две масни киселини, кои што се наоѓаат всушност и во маслиновото масло. Ајде да појасниме кои се тие масни киселини. Всушност има повеќе масни киселини кои што се наоѓаат и во мајчиното млеко. Сега ако ги споредуваме, иако не е благодарно да се споредува мајчиното млеко со ништо, бидејќи и кај едното и кај другото тајната лежи во другите состојки кои што ги има и во едното и во другото. Соодносот во мајчиното млеко на заситените масти е нешто повисок отколку што е во маслиновото масло. Меѓутоа, од мононезаситените, кај маслиновото масло доминира олеинската киселина, која што веќе ја има во мајчиното млеко, што значи дека нема потреба да се развие. Мајчиното доенчето е веќе навикнато на внес на олеинска киселина, но постојат и масни киселини исто како аминокиселините, кои што се есенцијални, односно организмот не може сам да ги створи, мора да се внесат преку храната. Соодносот на полинезаситените масни киселини, односно поточно линолеонската и линолната киселина, се во таков сооднос кој што е приближно ист како во мајчиното млеко, што значи дека со воведувањето на маслиновиот зејтин не го оптеретуваме мешето на доенчето и тоа е веќе навикнато, значи, на тој тип на масни киселини. Мислам дека е непотребно да нагласиме колку се всушност значајни есенцијалните масни киселини, но и генерално незаситените масни киселини, бидејќи веќе сите знаеме дека тие се неопходни за невролошкиот развој на детето, значи за добар
за добар развој на когнитивните функции кај детето, потоа за раст и за развој. Меѓутоа, најинтересно е што додавањето на маслиново масло не само што ќе го задоволи внесот, значи на есенцијалните масни киселини, но тој делува на подобро искористување на многу други неопходни компоненти, посебно во период кога воведуваме друга храна. Зеленчукот, например, ја подобруваме дигестијата, сварливоста на зеленчукот, доколку го искомбинираме со маслинов зејтин, но најважно од се витамините растворливи во масти, кои што за жал денес студиите покажуваат дека се потешко ги прибираме од хранливите намирници, а маслиновото масло во зеленчуковите каши го прави тој баланс на лесна искористливост. Потоа, дигестибилноста на целата храна, обложување на желудникот, одржување на добра цревна флора исто така, и има и некои други состојки во маслиновото масло кои што се имаат многу голема биолошка и нутритивна вредност. Како треба да се применува во бебешките кашички маслиновото масло? Дали треба да се стави за време на готвењето или пак откако оброкот ќе биде готов? Имајќи во предвид дека постојат повеќе типови на маслинов зејтин и имајќи во предвид дека и исти тип маслинов зејтин од различно географско подрачје има различен состав, на крајот тоа сепак зависи од плодот, односно од суровината од која што е добиено, треба најдобро решение, најбезболно решение е маслиновиот зејтин да се додава по спремањето на оброкот, но треба да се има во предвид неговата нутритивна густина кај малите, кај доенчињата, посебно кај децата кои што почнуваат со дохрана. Например, во 50 грама зеленчукова кашичка потребно е 1/4 кафена лажичка маслинов зејтин за да го добиеме ефектот кој што ни е потребен, односно за да ги надополниме есенцијалните масни киселини. Внимателно, затоа што многу мало прекорачување на оваа доза може да доведе до диареја, која што не е опасна и страшна, меѓутоа е многу непријатна, посебно за младите мајки. Денес ќе им дадеме можност и на гледачите да се вклучат во програма со прашања на телефонскиот број на телевизија. Телма 3076 677, темата е маслиново масло во исхраната на децата, но секако ќе споменеме колку се големи бенефитите и за возрастните. Гостинка во студиото ни е Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Споменавте дека има различни видови на маслиново масло. Што тоа значи? Кој е најдобра? Што е тоа ладно цедено маслиново масло? Морам да ви кажам дека дилемите околу маслиновото масло, иако станува релативно е добро научно истражено, секој ден се појавуваат нови и нови дилеми. Генерално, според правилникот кој што важи во Европска Унија и што е кај нас, постојат 3 до 4 видови на маслиново масло, во зависност од тоа на кој начин тие се добиени. Секако, најквалитетното маслиново масло е екстрадевственото масло, кое што значи всушност тоа? Тоа значи дека плодот влегол во процес на преработка 24 часа од кога е набран од дрвото. Во овој процес, значи, само се користи миење на плодот, потоа гмечење, центрифугирање и потоа цедење. Немаме термичка обработка, значи не влегуваат, не се работи за топлинско загревање на маслото, иако знаеме дека мастите подобро се екстрахираат кога се топли, и тоа се нарекува екстрадевствено масло. Девственото масло го има истиот технолошки процес, но може да е разлика во суровината. Што тоа значи? Тоа значи дека можеби е од повеќе видови на маслинки. Може да се внесени во маслинките и потполно и некои зелени маслинки, значи не мора да бидат зрели. Кај него повеќе се внимава на географското подрачје, значи на плантажата од каде што е собрана, па значи не се толку, ајде да кажам, сортираат суровините, меѓутоа по квалитет тоа е исто така многу високо. И постои рафиниран маслинов зејтин. Дали е тоа помас?
Помазот е малку поразличен и морам да кажам со понисок квалитет, бидејќи помазот се работи од комината и потоа се меша со други видови на маслинов зејтин. Генерално, по правилник, помазот или маслото од комина не треба да носи назив маслинов зејтин. Меѓутоа, во зависност од количината со која е помешан со другите типови на маслинов зејтин, генерално би требало да се меша со девственото маслиново масло, го добива и својот назив на маслиново масло, но секогаш е видливо етикетиран и пишува помаз. Дали родителите за своите деца, за бебињата би требало да користат помаз? Или пак треба да се концентрираат на оние кои што се најквалитетни? Имајќи во предвид дека секогаш многу внимаваме на она што ќе го дадеме, посебно на доенчињата, најдобро е да користат екстра девствено и девствено масло. Не се користат големи количини, па препорачувам и да не се купуваат големи количини. Значи, за малите треба да се купуваат најмалите пакувања и добро да се чуваат. Секогаш е подобро да се користат, значи, поквалитетните видови. И најдобро од се е да бидеме многу мудри при изборот, да истражуваме кои на вистина се квалитетни, бидејќи многу често имаме и на некој начин интересни комбинации кои што всушност не се екстра девствено маслиново масло. За термичка обработка може да се користи помазот, тој сепак е подобро решение. А екстра девственото масло дали може да се користи за термичка обработка за пржење? Значи, моето лично гледиште е дека никогаш не препорачувам да се користи во термичка обработка. Навистина нема зошто да ризикуваме да упропастиме некои од субстанците кои што ги има. Науката од друга страна докажа дека е стабилно до 190 степени, односно има генерално висока точка на димење, каде што всушност се расипува. Меѓутоа пак немаме доволно научни докази дека оној 1% на други материи кои што всушност го прават маслиновото масло, тоа што е многу значајно, како што е хлорофилот, како што се бета-каротените, како што се фенолните соединенија, полифенолните, токоферолите, лецитинот, дека тие не ги губиме во текот на термичката обработка. Секако, генерално важи правилото, секоја термичка обработка намалува од биолошката и од хранливата вредност на било која намирница. Затоа, што е можно повеќе да се додава по термичката обработка, а нормално дозволено е и може да се користи, значи за нас возрастните, помазот, па и рафинираното маслиново масло е сепак, ајде да кажам, добра опција и за термичка обработка. Се извинувам што прекинувам. Дали рафинираното маслиново масло губи многу од својот квалитет при процесот на обработка? Да, маслиновото масло поминува низ еден вид на деколорирање, деодорирање, рафинација, значи тоа е хемиска постапка и на тоа се прибегнува кај маслинови масла кои што имаат многу висок степен на киселост, односно на слободни масни киселини, да со таа обработка се одземаат вишокот, се прават постабилни, бидејќи многу слободни масни киселини мал квалитет, се сведуваат на прифатливо ниво и рафинираното се меша со квалитетно маслиново масло, за да може да биде пуштено во промет. Во секој случај, секоја хемиска обработка го намалува квалитетот. Иако се случува за, ајде да кажеме, за доброто на маслиновото масло, за да може да се продолжи неговиот рок на траење и неговата стабилност. Некои истражувања во регионот, односно тестирање на маслинови масла, покажа дека 45% од нив не ги задоволуваат прописите. Дури кај некои од најпознатите брендови беше утврдено дека маслиновото масло, гладно цеденото маслиново масло е мешано со рафинирано масло и други видови на рафинирани масла, не само маслиново, а кај некои беа забележани и оксидацијски процеси. Сега прашањето ми, дали може од око да се утврди квалитетот на маслиновото масло? Како да знаеме што купуваме?
Во крајна сметка, ние никогаш не можеме да знаеме што купуваме, иако внимателноста во читањето на составот, значи доколку има рафинирано масло, треба да биде тоа назначено. Ајде да кажам дека најголемите и најдобрите произведувачи во принцип не ризикуваат, значи да прават такви комбинации кои што понатаму би се одразиле негативно. Она што е тешко кај маслиновото масло, впрочем исто како и што е кај медот, еве најпросто да направиме паралела, е тоа што одредувањето на квалитетот сепак се заснова на сензорната анализа, односно на органолептичките својства на маслиновото масло. Постојат други масла од растенија, од растителни, кои што може слободно да се додадат, без да хемиски на испитување многу се наруши составот, како што се додава во овие, да кажем, лажни масло од репка или масло од кикирики, кое што исто така нема лош масен профил, па го ја надополнува. Меѓутоа, она што е суштински важно е дека треба да се потпреме на органолептичките својства на маслиновото масло и оној познат рецепт на ставање, на чување во фрижидер, кој што морам да нагласам, не може секогаш да биде сигурен. Ајде да објасниме што е тоа со фрижидерот. Многу смета дека на таков начин можат да утврдат дали е лажно маслиновото масло, условно речено, па го ставаат 24 часа во фрижидер, проверуваат дали е згуснато или не. Доколку се згусне, велат се е во ред, квалитетот е добар. Точно ли е тоа? Може ли да се потпреме на тој тест? Може да се потпреме на тоа и сега ќе кажам во кој начин можеме да се потпреме, а што нема да ни врши работа. Доколку во маслиновото масло ставиме рафинирано, каде што сме ја извадиле олеинската киселина, односно слободните масни киселини, тоа нема на 4 степени да преиде во цврста состојба и ние со сигурност ќе можеме да утврдиме дали има во него рафинирано масло. Меѓутоа, доколку во него ставиме масла кои што имаат приближно исто количество на олеинска киселина, ќе го добиеме истиот ефект на згручување на 4 целзиусови степени после 24 часа и ќе знаеме и ќе мислиме дека е тоа чисто маслиново масло. Штетата не е голема, сепак се работи за, значи, мононезаситена киселина, меѓутоа тоа сепак и не е она што на крајот на краиштата го купуваме. Втората работа е да внимаваме со односот. Речиси 2/3 треба да кристализира во фрижидер. Многу често и од лично искуство се случува да само неколку сантиметри кристализираат. Не треба да биде неколку сантиметри, треба да бидат 2/3 од количината, за да бидеме сигурни всушност дека се работи за технолошка постапка каде што не е користена хемија. Но дали ќе биде потполно чисто маслиново масло, може да го помине тестот, а да има внатре, например, масло од кикирики. Така. А што е со вкусот на маслиновото масло? Некогаш тоа има погорчлив вкус, некогаш има поинтензивен мирис. Дали е тоа критериум според кој што може да се водиме или сепак видот на маслинката го одредува и мирисот и вкусот на генерално видот на маслинката го одредува вкусот. Спомнавме дека речиси, значи само 1% има други материи во вкупниот хемиски состав на маслиновото масло, па органолептичките својства ќе зависат од содржината на маслинката. Доколку имаме повеќе зелени маслинки и доколку е многу свежа бербата, а маслинките се зрели, ќе имаме темно-зелена боја, тоа е од количеството на хлорофил, кој што го има, меѓутоа тоа има и горчлив вкус. Доколку имаме, значи, видови на маслинки, кои што имаат повеќе каротени, тоа ќе има посветло златна жолта боја и ќе има поубав и поприемчив вкус. Генерално, високо квалитетните маслинови зејтини и не се баш многу много вкусни, јасно. Да. Она што всушност зависи е да внимаваме на мирисот, да нема мирис на земја, да нема мирис на мувла. Знаете, мастите имаат голема способност да ги задржуваат аромите. Затоа и кај рафинираното масло се оди во деодоризација, значи од извлекување на лошите мириси. Па на тој начин, всушност, треба да внимаваме. Дали е оксидирано, дали го има оној ужегнат
мирис и ужегнат вкус квалитетното маслиново масло воопшто не треба да не пецка на јазикот. Значи ќе комбинираме сите можни начини за да го одредиме квалитетот. Но можеме да го купиме најквалитетното маслиново масло и во рок од 14 дена дома да го упропастиме. Сега да појасниме. Откако ќе се отвори маслиновото масло, како треба да се чува? Најквалитетните маслинови масла треба да се потрошат 2 месеци најдолго. На некој од нив пишува од кога ќе се отворат да се користат 6 месеци. Тоа го препорачувам за чување во фрижидер, значи на подолг рок. Веќе кажав да не се купуваат големи количини маслинов зејтин. Местото каде што најчесто домакинките го чуваат маслиновиот зејтин, до шпоретот, во првото долапче под мијалникот, е најнепогодното место. Пожелно е температурата да не поминува 14 степени и да нема светлина. Најголемите, ајде да кажам, упропастувачи на маслиновиот зејтин се кислородот, што значи чувајте секогаш во мали пакувања, штом се отпразни во големото шише, треба да се префрли во мало, да оставиме што помал простор за кислород, секако тоа важи од кога ќе биде отворено. Значи во мали, на темно, на ладно, фрижидерот е многу добра опција, но најдобро од се да не ги купуваме оние огромни количини на маслиново масло, да ги складираме. А тоа многу често се случува кога одиме на одмор во Грција обично, да донесеме цела канта со маслиново масло во домот. Значи тоа не е баш добро решение. Кантата е одлична, значи така е направена за да го чува, но што се случува со моментот кога ние веќе ќе потрошиме дел од кантата, го намалуваме, значи квалитетот на она што останало во големите пакувања. Може веднаш да се распореди во адекватни пакувања, веднаш да се складира во подрумски простории, но не и од кантата да долеваме по потреби. Значи треба да пристапиме понатаму кон обезбедување да го добиеме најквалитетното во оној период во кој што ќе го потрошиме. Еден многу корисен совет за гледачите, а ние да го вклучиме гледачот кој што е на линија и кој што секако има прашање поврзано со денешната тема. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма сте. Добар ден. Поздрав до вас, до целата емисија. Би сакала господјата да прашам. Јас сум мајка на 5-месечно бебенце, сега во моментот поведуваме вкусови. Дали може да ми каже колку вкупно треба во текот на едно деноноќие, односно 12 часа да речам, да се употреби маслиново масло и дали може да го ставам во оние овошни кашички што се? Така. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Генерално, половина кафена лажичка ќе ги задоволи сите дневни потреби. Но мораме, како што реков на почетокот, да имаме во предвид дека голем дел од есенцијалните масни киселини ги добива бебето кое што се уште цица, а воведува вкусови преку мајчиното млеко, така да една четвртинка доколку цица бебето една четвртина од лажичка е сосема доволно на дневно ниво за да се задоволат потребите. Неколку капки се всушност. Тоа се всушност неколку капки. Сега тука би апелирала дека постои една мода на воведување по секој оброк кокосово масло. Би апелирала да се воведува маслиновото масло како прво. Кокосовото масло не е најдобро решение, имајќи го во предвид зголемениот внес, односно неговата масна структура со многу голем број на заситени масти. Сепак, заситените масти треба да се само 10 до 11% од вкупниот внес на масти. Јас би препорачала да се додава на зеленчуковите кашички, може да се додава и на овошните, нема многу да го промени вкусот, меѓутоа најмногу добиваме од маслиновото масло во комбинација со зеленчуковите кашички. Иако подоцна може да се додава генерално и секаде со сите оброци, но не е добра комбинација со, ајде да кажеме, со млечните производи, барем не кога воведуваме вкусови, бидејќи, ајде да кажам, тоа е малку тешко дигестибилна комбинација.
Кога зборуваме за рокот на траење на маслиновото масло, веќе споменавте и објаснивте некои работи околу време траењето, колку може да се употребува маслиновото масло. Што кога ќе се подрасипе? Дали е тога штетно за конзумирање? Всушност, генерално, со, ајде да кажем, расипувањето, ако може да се каже дека тоа е расипување, губиме биолошка вредност, меѓутоа генерално штета по организмот, здравствена штета, не добиваме. Сепак кога станува збор за децата, не би препорачала користење на вакво масло. Зошто? При расипувањето се покачува, значи, слободните масни киселини. Односно, настануваат оксидацијски процеси. Во оксидацијските процеси ги губиме антиоксидансите, кои што се многу вреден дел од маслиновото масло, кои што сами по себе се грижат за продолжување на векот на траење. Што значи дека имаме денатурација, односно менување на хемискиот состав на многу вредни компоненти и тоа веќе не е благопријатно за нашиот организам. Меѓутоа, директно да има штетен ефект нема, бидејќи сепак маслиновото масло е намирница која што ја користиме во многу мали количини, имајќи го во предвид, значи, вкупниот енергетски внес кој го внесуваме преку храна. Освен во исхраната на бебињата и на децата, па и на возрастните секако, каде уште може да најде практична примена маслиновото масло? Па еве, например, веќе маслиновото масло се употребува речиси секаде. Оно што е интересно е една состојка која ја така наречена олеокантин, кој што ја има во олеинскиот дел, значи на мастите, која што е по своето делување многу слична на фармаколошките препарати за обезболување. Што значи дека маслиновото масло кај доенчињата и кај децата, но и за кај нас возрастните може да се користи и надворешно. Познатите грчеви кои што задаваат многу голем проблем на младите мајки, исто така може да се третираат со многу благо загреано маслиново масло, да се измасира стомачето и на тој начин се смета дека ќе се помогне. Потоа, маслиновото масло, иако не е првата намирница на која што ќе се сетиме, е кога треба да реагираме кај решавање на обстипацијата. Потоа, маслиновото масло е многу добро и за надворешна употреба кај бебињата кои што патат од екзема и од различни воспалителни процеси на кожата, а морам да признам дека, имајќи ги во предвид разлите нетолеранции на храна, осипите стануваат и алергии се почести. Потоа може да се става на темени, бебињата што има теменица. Кај бебињата што имаат теменица, што значи дека на вистина може да има широка употреба. Она што малку се знае е дека всушност маслиновото масло, освен што во себе ги има оние прекурсори кои што во организмот есенцијалните масни киселини ги користи за создавање на омега-3 и омега-6, значи може да влијае и на сите други здравствени состојби кај организмот на малите деца. Надица, ви благодарам што бевте дел од денешното издание на Нулен Плюс, на вистина интересна емисија и многу информации поврзани со бенефитите на маслиновото масло, пред се во исхраната кај децата. Ми беше задоволство како и секогаш. Значи, замените ги рафинираните масла со ладно цедено маслиново масло, бидејќи се работи за здравието пред се на нашите најмили. Денешна гостинка во студиото беше Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Се гледаме секој работен ден во рамки Нутринската на Телма. До гледање.